Ниту сум монструм, ниту сум убиец. Тоа го измислија Оливер Спасовски, Гаврил Бубевски и баграта од медиумите. Вака Љупчо Палевски, прво обвинетиот за убиствата на Панче Жежовски и младата Вања Ѓорчевска, реши да се брани пред судот, одговарајќи на прашање на својот адвокат Јовица Страшевски, кажа дека немал мотив да го изврши двојното убиство поради изнуда на пари. Во својата конфузна одбрана Палевски кажа дека го местеле поранешниот министер за внатрешни работи и шефот на Скопското обвинителство, а причината според неговите зборови е што имал докази дека Спасовски бил вклучен во криминал вреден стотици милиони евра, но и дека имал уште низа други сомнежи за криминали кои немал можност да ги објави, бидејќи го уапсиле. Дали се чувствуваш лично како што те прикажаа на првите пресконференции на обвинителство и МВР и по медиумите дека си монструм и убиец? Ниту едното, ниту другото. Мотивите за таквото однесување, суспендирање на правото на невиност е додека не се докаже вината. Презумпцијата на невиност не постои. И тоа бидејќи шефот на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски и Оливер Спасовски се директно одговорни за перењето пари во Македонија. Спасовски дал согласност како министер за внатрешни работи и ирански државјанин шверцер со дронови да отвори нерезидентна сметка во НАТО банки на Македонија. Токму таа одговорност и сериозен криминал според износите депонирани во Македонија и нејзините банки. Тоа е сосема доволна причина да се изврши морален атентат на еден човек. Според зборовите на Палевски, доколку сакал да изнудува пари, тоа ќе го направил од политички и бизнис моќници, бидејќи имал 200.000 снимени разговори како од нив, така и од новинари. Во депото на обвинителството има хард диск Тошиба, каде што има 200.000 материјали, на соти и на политичката елита, но и на новинари. И доколку сум сакал да изреализирам пари, сум можел да оценувам милиардери со Ферари, но не сум имал мотив да направам такво злосторство. Палевски имаше и повеќе од чуден исказ, не бегал од државата, туку решил да одмори меѓу 10 и 12 дена пред прославата на роденденот на партијата Десна. Поради тоа бил во Белград, каде што се сретнал со своји блиски пријатели. Целта на патувањето во Турција била да донесе документи со кои би докажал дека Гоце Делчев не го убиле турците, туку врховистите. За Москва не купил ниту букирал билет, но планирал да оди, а целта била да ги земал новогородските ливчиња од паблишната библиотека и како копија да го донесе најстариот документ од Охридската патријаршија во Македонија, вина најдејќи медиумите кои според неговите зборови биле целосно корумпирани од банкарскиот сектор. Сето тоа го пласирал на оваа багра позади стаклото на корумпираните медиуми. Позади мене сместена е професија која екзистира крајно непрофесионално без ниту еден доказ. Пред судот својот исказ го заврши таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој кажа дека неколку часа по киднапирањето, односно некаде после 13 часот, ја испратил првата SMS порака која гласела: "Се што ќе побарате, се ќе направиме", со дополнение дека од родителите. Тоа било со надеж дека оние кои ја киднапирале ќе го вклучат мобилниот телефон и пораката веднаш ќе им се појави.